гледачи на телевизија Кобра, терминот кој беше обезбеден за вечерашната дебата за носителите на советничките листи кои ќе учествуваат на локалните избори за 2013 година се исполни, а самите можете да забележите од нашите камери дека во студиото се присутни само госпоѓата Билјана Теохарева Филипова, носител на советничката листа од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата Сојуз за еднината, и господинот Месут Копчалков, носител на советничката листа на група Граѓани. Иако на сите кандидати им беа уредно поканети и на сите истите им беа доставени прашања на кои теми ќе се дебатира, и тие го потврдија своето учество. Еве и самите сте сведоци дека ги нема на своите столчиња. Но кого го нема, без него се може. Така вели една стара поговорка. Но како и да е, сепак ние ја започнуваме вечерашната дебата. Нашите кандидати веќе ги знаат правилата на оваа дебата, но за ваше информирање ние мораме да ги повториме. Секој кандидат има право за време трајање од 5 минути да одговара на прашањето. Репликата е дозволена во време трајање од 3 минути и контрареплика од 1 минута. Инаку, прашањата се за сите кандидати исти. Пред почетокот на оваа дебата извршивме ждребање. Госпоѓата Билјана Теохарева е првиот гостин кој ќе одговара вечерва во оваа дебата. Госпоѓа Билјана, добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата од телевизија Кобра. Меѓутоа, со жал морам да констатирам дека не се присутни сите носители на листите. Ако вака изгледа идниот совет, без никакви дебати и без никакви аргументи, жал ми е навистина дека нема да биде совет како што треба, бидејќи очигледно луѓето бегаат од одговорностите кои што ги имаме пред граѓаните на општина Радовиш. Вториот кој ќе одговара на вечерашната дебата е господинот Месут Копчалков, носител на советничката листа на група Граѓани. Господине, добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро најдов. Поздрав до гледачите на телевизија Кобра. Истото што го кажа колешката, исто и мене ми е жал што ги нема тие другите. Значи едноставно они како да ви кажам, дека избегуваат од нивни одговорности што треба да го кажат за граѓаните на Радовиш. Можеме веднаш да започнеме, како што знаете, веќе 5 минути се одговара на прашањата. Прво прашање за вас, господјо Теохарева, кои се вашите мотиви за да бидете член на Советот на општина Радовиш и како ја оценувате досегашната кампања? Еден од моите најголеми мотиви да бидам член на Советот на општина Радовиш е да го направиме Радовиш достојно место за живење. Мислам дека со моето лично и професионално искуство и знаењето кое што го поседувам, можам многу да помогнам во тоа заедно со сите останати луѓе кои што се на листа на советници од Сојузот за еднината. Сведоци сме дека Радовиш во последните 12 години апсолутно застана во место. Нема ниту една странска инвестиција, нема ниту една нова фабрика и што е најжално од се, Радовиш е буквално испразнет. Младите масовно заминуваат од Радовиш. Децата немаат каде да спортуваат, немаат каде да се дружат. Населените места се во катастрофална инфраструктурна состојба. Значи немаат елементарни услови за живот и сето тоа се случува во последните 12 години, посебно во последните 8 години од апсолутистичкото владење на ДПМН во Радовиш. И сметам дека нема поголем мотив од тоа. Радовиш да биде пристојно и гордо место за живење. Како ја оценувам кампањата? Значи, уште на почетокот, кога почна кампањата, ние повикавме на фер и демократска кампања. Меѓутоа, за жал, противниците посебно од ДПМН, значи воопшто не одат со таа фер и демократска кампања, туку напротив, значи на терен се сите директори на јавни и државни институции, директори на Фонд за пензиско, за здравствено, директори на Центар за социјална работа. Луѓе, ова се локални избори, ова не се парламентарни избори. Мене ми е јасно да јас како кандидат за член на Советот или градоначалникот ги посетува граѓаните, ја објаснува нивната програма, но не ми е јасно што бара директорката на Центарот за социјална работа на луѓето да им се заканува и да им вели дека ќе им биде укината социјалната помош или ќе им биде укината ставката за трето дете. Значи, срамота е ова. Појавувањето на тие личности на терен фактички се е страф и паника меѓу народот. И затоа апсолутно
апсолутно не можам да се согласам дека ДПМН води фер и демократски избори. Така. Господине Копчалков, истото прашање и за вас важи. Кои се вашите мотиви за да бидете член на Советот на општина Радовиш и како ја оценувате досегашната кампања? Јас истото го прифаќам зборот на колешката, дека истиот збор треба да го одговарам јас на ова прашање. Како член на Советот сакам да ни се залагам за подобар живот и подобри услови на населението од нашата населба Шаин Мале. Од претходната власт, значи, што е било до сега градоначалник и председател на Советот на општина Радовиш, градоначалникот 8 години владеење на Радовиш никако не се качи во Шаин Мале да види ситуацијата на населението, како живеат и како се како живеат, нели, да речеме, што имат маки. Значи, до сега нивните програми, ветување и проекти залумно се беше лажа. Градоначалникот на општина Радовиш 8 години не се качи во Шаин Мале да ја пите ало на населението. Председателот на Советот, Шашко, како се вика презимето, не можам да му кажам, значи како председател на Советот, јас не ќе да ги напаѓам, да ги увреѓам, значи никако нема човечанство на нашето население во Шаин Мале да се качат горе, да речат овие луѓе како живеат, како се мачат и како живеат мизерно. Значи, нашето население во Шаин Мале е најзагрозено, најмизерно живеалиште во општината. Зашто ќе кажете? 99% ние имаме невработени луѓе во Шаин Мале, имаме гладни луѓе во Шаин Мале. Още луѓето кај нас во Шаин Мале газат кал. Значи, неасфалтирани патишта. Луѓето викаат, обвинуваат ги зашто бегат луѓето од речи го не од Радовиш, ниво на цела Македонија. Ево за јас ќе кажам примера мој син, 6 души фамилија гледам. Сите се веќе ризикуваа што сме ги гледале внучината до сега таму вамо, сожалееме со нашите деца, принудени беа да одат азиланти да бегат и за едно парче леб да си печалат. Значи, нашето население во Шаин Мале, реално го кажувам на ниво на цел Радовиш. Во ова претходна власт, што се правиле на ниво на општина Радовиш, тоа не ме интересира, мене ме интересира посебно за Шаин Мале, речи го како што сум кандидат, како независна листа за советник, дека никако залагање нема за населението во Шаин Мале. Второ прашање почнуваме од вас, господине. Како го оценувате квалитетот на советничката листа? Истото прашање ќе го кажам. Квалитетот на советничката листа на ВМРО ДПМН. Значи, на нив како им одговараше, така работеа. Значи, од страна на тие против кандидати на Советот на општина Радовиш беа, нивните барајна, нивните услови... Како го оценувате квалитетот на вашата советничка листа? Грешка сам. Дали мислите дека се добро избрани советници? Извинете, јас сум грешка. Тука јас на второто прашање. Дали според вас мислите дека се добро избрани членовите кои ќе бидат советници? Сега вака, јас извинавам на тоа, малку погрешно сватих. Јас на мојата советничка листа, се што се тие луѓе изберани, се се од фамилија луѓе, се се добри луѓе, изучени луѓе, измачени луѓе што знаат да ракуваат и што знаат за Шаин Мале добро да придонесуваат. Така. Господите Охарова, истото прашање за вас. Како оценувате квалитетот на вашата советничка листа? Значи, при составувањето на советничката листа се водевме пред се од фактот да на листата бидат луѓе кои се општо познати и прифатени во општина Радовиш. Луѓе професионалци кои се докажале на своите полиња, било со лично, било со професионално искуство. Значи, на листата имаме луѓе од различни области. Имаме луѓе кои што добро го познаваат спортот, образованието, шумарството. Значи, имаме луѓе кои што го афирмирале Радовиш и надвор од Македонија. Значи, луѓе стручни, компетентни, спремни да го водат Радовиш. Исто така, во нашата советничка листа, единствено јас сум представник од претходниот совет. Значи, никој, апсолутно никој друг нема во новиот совет. Зошто? Затоа што треба да дадеме на младите луѓе да се докажуваат. Треба да дадеме поука дека и млади кадри кои што добро го познаваат, ја познаваат областа на која припаѓаат, да можат да помогнат, значи, во работата на Советот на општина Радовиш. Јас морам да направам споредба. Значи, на советничката листа од ДПМН
фактички е направена по база на семейни връзки и непотизам. Советничката листа на ДПМН е внукот на пратеникот, на советничката листа на ДПМН е синот на директорот на јавно предпријатие Македонски шуми, роднината на кандидатот за градоначалник, ниту е составувана по честност, професионалност, составувана е само по непотизам и по семейни и фамилиарни връзки. Сведок сум дека во првите 10 места половината од нив се од претходниот совет, а пак половината од тие половина гласот не им го слушнав. Дали е тоа награда за тоа, бидејќи не им се слушна гласот да бидат повторно на листа на советници, нека одлучи народот на општина Радовиш. Одиме со наредното прашање, почнуваме од вас, господјо. Како оценувате досегашната работа на советот на општина Радовиш? Можам, значи, навистина многу... Да, значи, јас бев член и можам директно, значи, да зборувам. Значи, уште со конституирањето на советот се направи одредени нерегуларности и незаконитости. Се формираа комисиите онака како што им одговараше на ДПМН. Не според законот, не според процентуалната застапеност. Значи, наместо во комисијата да има 20 представници од опозицијата и 3 од позицијата, тие, значи, направија 4 представници во најголем дел од комисиите од нив, 1 представник од нас. И тоа самите тие ни кажаа кој од нашите кадри можат да бидат присутни во тие комисии. Јас бев член на Комисијата за финансирање и буџет и Комисијата за урбанизам, едни од најважните комисии во Советот на општина Радовиш. И ми е многу жал што вие медиумите не ги снимате седниците. Доколку се конституира совет кој ќе биде предводен од Сојузот за еднината. Значи вие ќе треба да ги следите и ќе бидете... Ма ние сега ги следевме. Да, ама не ги следевте комисиите. Значи, треба да ги следите комисиите. Комисиите се оние на кои што се аргументира, на кои што се зборува, на кои што се дебатира. Комисиите се оние каде што ние можеме, значи, да го докажеме нашите мислења. Ние како опозиција не правевме проблем во однос на многу прашања. Кога се работеше за давање помош на социјално загрозени лица, кога се работеше за помагање на спортски клубови, кога се работеше за помош и за издвојување пари за објекти кои што се од големо значење за општина Радовиш, секогаш бевме за. Ние бевме тука за доброто на општината. Меѓутоа, за жал, ниту еден наш предлог не беше прифатен. Ниту на едно советничко прашање не беше одговорено онака како што треба. Колку пати само баравме на дневен ред да бидат поставени на тема одредени работи на јавни предпријатија, повикувавме одредени личности. Сето на крајот се завршуваше со партиска директива. Луѓето не гласаа по сопствена волја и обидување, гласаа по волјата и обидувањето на ДПМН. Затоа можам да кажам дека не посакувам ваков совет, ваков иден совет на општина Радовиш. Господине Копчалков, истото прашање и за вас. Како вие оценувате досегашната работа на советот на општина Радовиш? Квалитетот на листата на ВМРО ДПМН за општина Радовиш на советници. Истата колешка што кажа, значи они се работиле само за свој интерес. Никако они како што се изрешија својата залагање, своите планови, они сами меѓусебне кој како им одговараше, така и работеше. Јас ево пред малку што рече колешката, директорката на социјална помош. Секако што има закана против што се нели кој за кој кого гласа, никој не може да го забране, секој си има свое право. Сега имаме веќе чуено дека на некој ќе им ги скине, истото јас уште има, але живеам колешката што го рече тава, дека има закана, дека на некој трето дете ќе му се скине парите, на некој социјалното ќе му се скине и прво за мене ќе си кажам. Мојата жена, ево тоа јавноста нека слуша, јас сум хуманитарен човек со невладина организација, мојата жена кај 7 години даваше храна на овие од народна кујна за сиромасите. Денеска му текнал на директорката 7 години без пари го работеше мојата жена, што даваше од жал на сиромашни, гладни луѓе, бедни луѓе, даваше јадење
по еден оброк на ручок. Му текнал на социјалката да се меша во таа работа и пратил некои луѓе, го зеде казанот, го однесе на друг, на никој ми одговара, они да го дадат јадењето. Тоа мене ништо не ми е што го однесе, тоа како мене една уцена беше, он казано го зема. На мене душата не ми зема, ни пак гласовите ми не може да ми ги зема. Моите гласови се тука, што си ги залагам. А од кого добиваат уцени? Молим? Од кого добиваат уцени? Јас сум уценет од нив, привидејќи од еднаш да рече пред 2 дена, пред дена да рече не сум задоволен, ќе земам така, ќе онесам последниот ден денеска ни да пита, ни ништо зима тамо го носи. Тоа не ми е жал на мене. Жал ми е што баш тука беше се научине тие луѓе, јас сум заедно с двојца речи го со мојата жена, децата не ми се тука, и текнално со социјалката се меша у секакви работи, тоа не е тачно. А за да ти кажам, значи, квалитетот на листа на ВМРО ДПМН советниците, пред малку пак ќе го повтарам. Не беа само во ВМРО ДПМН, имаше и од социјалдемократскиот советници. Ако сега прво ќе кажам, тука припага на нас Енис Еминов од Турска демократска партија. Ние го одберавме овој човек за да биде советник од Шаин Маале, да му го одберавме, ево јавноста и за него да слуша, тој е Енис Еминов се вика, нели, од Бучир, Емеров. Значи тој човек како му команда од ВМРО ДПМН, он така си залагаше. 2 прста не е дигал за Шаин Маале, да рече, ево, оваа Шаин Маале има мизерни луѓе, гладни луѓе, недоправени патишта, невработени луѓе. Никако не се заангажирал Енис од Турска демократска партија да рече, чекај јас да се залагам за Шаин Маале. Ни па за тие 4 години се качил горе да го видат кој е, што е. Луѓето още не го ни познаат кој е тој човек. Па ево денеска не му не бил ни страм, ни ништо, качил се у населението тамо, не глупости, не кеме, ние тако, ако има право секој, нели? Па уште да го залажат луѓето, да загласат на него. Превидејќи, они тројца кандидати што се ставиле меѓу нив, да си решат кој да биде на листа, си решиле сами себе. Ени си ставил на прва листа, да речеме на инспектор Октај жена му се ставил на втора листа, на некој керка му се ставил на трета листа. Од Шаин Маале ниеден човек не е повикан, со 900 фамилии што живееме. Јурукано, да речеме, горе-доле с 3000 фамилии имаме националност, од турска националност. Они сами себе се наместиле, мислејќи па истата песна да се запеат и истата мандат да се претерат, како на нив ќе им одговара така да работат. А за ангажирање никако за населението, ние не сме никој задоволни, ни па населението. Одиме со наредното прашање, почнуваме од вас, господине. Според вас, каква е улогата на Советот за прогресивно развивање на општината и контрола над градоначалникот? Сега тоа ќе ви кажам посебно малку. Забележик тука дека беше, зашто вака начи. Извинете малку. Тоа беше трето прашање, така? Четврто прашање. Четврто, според чакай сега. Значи, викавте според каква се улога Советот на прогресивно развивање на општина и контрола на градоначалникот. Ако. Значи, тоа ако не мислам од претходното градоначалник, не за праша се така ли? И за идниот? Сега вака, ние како совет, што ќе се предлагаме за совет, дај Господ здраве, дали ќе влеземе или не, тоа зависи од населението и да ценат кој е доброто за народот, нели? Сега за овие градоначалници, ние сами ќе се одбереме кој ќе биде подобар, за него ќе си бидеме и ако биде лош, ние ќе го одбиеме. Но дали би имале контрола над градоначалникот? Да, секако ќе имаме контрола, преведејќи нашто баре на онако него прифаќа, сигурно ќе си тражиме ние право. Така, госпоѓа Теохарева, според вас каква е улогата на Советот за прогресивно развивање на општината и контрола над градоначалникот? Значи, како што знаеме, Советот е орган кој што ги представува граѓаните на општина Радовиш. Ги донесува најважните работи.
буџетот на општина Радовиш, програмата за градежно уредување на земјиштето, статутот, деловникот. Значи, Советот на општина Радовиш е двигателот на се она што ќе го води Радовиш кон некое подобро утре. За жал, во изминатиот период тоа не беше така. Најголем процент од на буџетот на општина Радовиш, зафаќа програмата за градежно уредување на земјиште. Таа се копираше само од претходните години. Јас сум 4 години советник. 4 години ги гледав истите ставки. Изградба на градски пазар во населба Куклевица, јавни тоалети, проекти за атмосферска канализација на Јарголица, Покрајчево. Значи, само се запишуваа проектите, а од реализација апсолутно ништо. Кога доаѓаше крајот на завршување на програмата за градежно уредување на земјиштето, која Советот треба да ја донесе, значи оној двигателот кој што треба да ја следи работата на програмата за градежно уредување на земјиштето, таа, верувале или не, беше реализирана од 17 до 25%. Ако во една општина Советот дозволува да само 25% максимум се реализира програма за градежно уредување, кај ни е крајот? Кај ни е крајот? Значи, доколку се направат издржливи и приоритетни програми кои што ќе произлезат од граѓаните на општина Радовиш, тогаш апсолутно дека Советот ќе биде најголемиот двигател за прогресивно развивање на општината. Контролата на градоначалникот е многу лесна. Советот донесува одлуки, градоначалникот е должен да ги спроведува и да ги реализира одлуките на Советот на општина Радовиш. Доколку ние бараме од градоначалникот отчет за тоа што е спроведено и што е реализирано, кој што ние сме го донеле како Совет, ќе немаме никакви проблеми. До ден денес градоначалникот не даде отчет за ништо во претходниот мандат. Не даде отчет пред нас, советниците, а камоли да даде отчет пред граѓаните. Тоа е таа контрола. Ако јас го имам Советот, секојдневно ќе му спорам на градоначалникот, секојдневно ќе го прашувам што стана со одлуката која донесовме на таа и таа седница, одлука која што е од приоритетно значење за Јаргулица, за Злеово, за Покрајчево. Што станува со тие одлуки? Вие сте тие кои што треба да ги реализирате. Што беше исто многу тешко и спорно? Беше тоа што сите тендери кои што беа добиени, најголем број од нив, нема временски рок на извршување на задачите. Овде се губи контролата. Нормално. Ако јас на фирмата со која склучам тендер не му поставам временски рок до кога мора да го заврши објектот, фирмата ако сака и никош нема да го заврши и никој нема да има контрола над нештата. Значи, доколку се создадат програми, доколку на сите тие тендери имаме временско ограничување, доколку луѓето од спротивната страна кои не ги завршиле работите праќаат негативни пенали, доколку сите раководители и на секторите во општина, значи доколку не ги свршуваат своите работи како што треба бидат казнети, контролата над градоначалникот е многу лесна. Само ако се сака, треба да се сака и да се може. Одиме со наредното прашање за вас, господјо. Како би предложиле ново сообраќајно уредување во градот? Она што се случува деновиве во општина Радовиш, немам зборови. Значи, тотален хаос. Значи, многу пати досега реагиравме за тоа. Ние како да се наоѓаме во Англија. Значи, се движиме сосемно во поспротивен тек од течението на самата река. Луѓето се жалат за да поминат 2 километра, да поминат 20 метри, им се потребни 20 минути. Немаат пристапност до најважните објекти. Семафорите, што да ви кажам? Некна бев присутна кога во исто време засвети црвено и на пешачкиот премин и на колите. Значи, нема никаква синхронизација. Не знам, значи, имам одредена сума со која што е потрошена, Господ нека им суди ако навистина е тоа направено така. Што би направиле? Значи, овој хаос подитно мора да се реши. Најпрво ќе направиме, значи, ревизија на ова апсурдно регулирање на патниот и пешачкиот сообраќај и пред се ревизија на потрошените средства. Враќање на стариот режим, значи, потечението на реката на улица Кеј 8 септември, демонтирање на семафорите од оваа крстосница и враќање на знаците за регулирање на самиот сообраќај
и нормално поставување на нова хоризонтална и вертикална сигнализација и во останатите делови на градот. За тоа се потребни стручни луѓе, за тоа има комисија во Советот на општина Радовиш, за тоа има сообраќајен инспектор во Советот на општина Радовиш. Некој требало да мисли ова што се случува во последните 2-3 недели колку е жива срамота, луѓе, жива срамота, хаос, тотален хаос. Господине Копчалков, истото прашање за вас. Какво би предложиле ново сообраќајно уредување во градот? Сега јас истото ќе го кажам, ќе го повторам иста колешката што кажа. Значи истата намера имам да го кажам он што го кажа. Значи не да речете дека јас од него слушам или така вака. Коментарите се исти и случките се исти. Значи, во Радовиш, што требаше нешто да се направи, нешто, ево, вработни места или на некои други работи, во Радовиш се трошат луксузни пари, неконтролирани пари и, значи, за како им удиса на них така. Сега за овај сообраќај јас нема многу коментар да кажам, колешката како што кажа, истото нема потреба да го повторам. Така, одиме со наредното прашање тогаш. Дали може да се очекува исто и од вас да се решава буџетот на општина Радовиш за помалку од 5 минути? Тоа тешко прашање. Тоа за 5 минути не се реше. Тоа буџетот на општина Радовиш, тоа треба да се седе, да се рачуна што се троше и што се троше, дали контролирано се троше, дали неконтролирано се троше. Значи, јас по мое, до сега овај власт се што се ги трошеше парите, неконтролирано ги трошеше. Толку од мене, нема повеќе. Така. Господи Теохарева, истото прашање за вас. Дали може да се очекува истото и од вас да се решава буџетот на општина Радовиш за 5 минути? Значи, апсолутно не можам да се согласам со вас дека буџетот на општина Радовиш е донесуван за помалку од 5 минути. Значи, кога беа седниците за донесување на буџетот, навистина имаше секогаш огромна дискусија и огромна дебата. На сето тоа предходеше дебатата и дискусијата на Комисијата за финансирање и буџети. Затоа ви велам, штета што не ги следите тие комисии. Тука се кршат работите. Но не сме поканети ние за да ги следиме. Доколку ние го имаме Советот на општина Радовиш, јас ви ветувам дека ќе бидете присутни на сите комисии. Вие одлучите на која има Комисијата за финансирање и Комисијата за урбанизам се комисии кои граѓаните јавно треба да ги следат. Затоа што на тие комисии изборуваме едно, а потоа можеби некој прави друго. На тие комисии многу пати сум аргументирала, дури луѓето од спротивната страна се согласувале. Меѓутоа кога дојде ред за гласање, тие не гласаат по тоа што они мислат. Гласаат онака како што им наложува нивната власт, гласаат онака како што им наложува нивната партија. Ние не сме советници од партија, ние сме советници за граѓаните на општина Радовиш. Значи, што да кажам за буџетот? Најголем процент во буџетот се трошеше, значи, на вработување за договор за дело, привремени вработувања, договорни услуги, разни трансфери, ставки кои што апсолутно не се продуктивни. Целосно буџетот беше правен ненаменски и недомакински. Господи Теохарева, темата беше за решавањето на буџетот. Така, значи тоа само за 5 минути беше решен буџетот на општина Радовиш. Никогаш не е бил решен за 5 минути. Имаше огромна дебата. Имавме огромни дебати. Можеби е било на последната седница. Некога се решаваше токму за буџетот. Значи секогаш можете да ги вратите снимките. И јас и советникот Митко Стефанов по буџетот на општина Радовиш дискутиравме ставка по ставка. Апсолутно сум убедена дека е така. И ние како опозиција предлагавме нови мерки. Предлагавме мерки кои што би требале да го подобрат. Значи не е решаван буџетот на општина Радовиш за помалку од 5 минути. Меѓутоа, може да биде решен се што ние може да зборуваме, никогаш немавме контра реплика и затоа можеби на вас ви се чини дека се 5 минути. Така. Ние кажеме, значи кажам, јас каже господинот Стефанов, никој не ни одговара, дигнат 12 за 7 против и буџетот завршува. Така не се прави буџет. Буџетот се прави од граѓаните на општина Радовиш. Буџетот се гради врз основа на програмите во општина Радовиш. Да се седне, да се види што е приоритет за овие граѓани, каде треба да биде, како да го ние движиме тој буџет. Да, буџетот го предлага градоначалникот на општина Радовиш, не, го предлага, ама и тој како градоначалник на општина Радовиш има начин
како да ги исцрпи сите идеи од граѓаните и да буџетот биде. Апсолутно не може буџетот да се донесе за 5 минути. Тоа се седници на кои треба да се дискутира, демантира, аргументира. Од тоа зависи и мината на Радовиш. Така, одиме со наредното прашање. Што како советници ќе предложите за подобар живот во руралните средини? Значи, иако живееме во 21. век, факт е дека во руралните средини, значи, посебно во општина Радовиш, се целосно запоставени. Реков на почетокот и сега ќе кажам, луѓето немаат елементарни услови за живот. Значи, ние во нашата програма имаме на крајот едно како завршеток во кој што се вели моето мало, моето село. И таму, значи, се дефинирани сите приоритети за сите села, посебно, значи, за сите рурални средини. Не е средена канализационата мрежа во село Ињево, Јаргулица, Злеово, Војславци. Јас вчера бев во Војславци. Луѓе буквално е отсечен од светот. Да не можеме во 21. век на луѓето од Војславци да ги приклучиме на главниот пат, срамота е. Срамота е. Значи, тоа ли е тешко да се направи? И заради тоа, значи, реков, имате програма, таа програма, значи, е произлезена од граѓаните. Таа програма е произлезена од проектот Отвори врата за еднината, каде ги посетувавме граѓаните во руралните средини, кои што ни ги кажаат нивните маки, ама таа програма ќе биде само наша водилка. Ние ќе ја надополнуваме, не се важни само зборовите напишани во програмата. Важно е што ние можеме да реализираме. Значи, планираме реконструкција на канализациониот систем во Покрајчево, Ињево, Војславци, Сулдурци, Калузлија, комплетно реновирање на водоводната мрежа во село Злеово, Дамјан, Бучим, Аликоч, комплетна реконструкција на уличното осветлување во Раклиш, Војславци, Сулдурци. Таму луѓето живеат во мрак, во темница, посебно по споредните улички. Во 21. век да газиш по кал, да одиш по мрак, на вистина е жално. Значи, имаме проект за изградба на спортски сали за основните училишта во Злеово и Јаргулица. Мораме тие млади деца да ги изнесеме надвор. Значи, подобриот живот на луѓето во руралните средини е многу важен за сите. Не е само општина Радовиш или нема ние само да зборуваме за градот, мораме да се вратиме во селата. Мораме да ги активираме местните заедници и мораме на тие луѓе да им направиме основни услови за живот. Господине Копчалков, истото прашање и за вас. Што како советници ќе предложите за подобар живот во руралните средини? Ние како советници за руралните средини, ние мислиме дека да направиме подобар живот на населението, да ги исполниме условите на населението што ќе им ги ветеме, да си бараме нашето право. Кој да било градоначалник, треба он советничкиот глас, советничкиот збор да го прифаќаат у кој население било, значи таа население да му се помогне, да се направи улици, канализација, ево кај нас, јас пример повеќе кажувам за нашата населба, бидејќи од там сум јас одберан како независен кандидат. Значи, имаме забушени канализации што приливат низ улиците. Газат луѓето истото од клозетите, значи тоа што тече, значи низ улиците, тоа го газат. Едно. Друго, имаме нечистота по улиците. Друго, неасфалтирани патишта имаме. И луѓето уште ден истото го повторуваме ден до денеска горе населението со кал газе, луѓето зимат кундури, ево пример кундури зимат луѓето го носат 2 години, 3 години. Нашето население ко кундури зима за 2 месеци ги кинат, кал газат. И друго, ќе подсетам, ево да слушат и мислам вонка од Шаин Мале, јас што се ангажирам за Шаин Мале, ево ќе ви кажам прво за Аликоч. Сега луѓето и они сакат да ме поддржат преведејќи. Јас со Аликоч, јас сум мајстор, крадежен мајстор, таму работив по куќите. Луѓето биде 15 години во Аликоч, тоа секој да го слуша и секој таа власта што претходниот власт, значи срамота е 15 години луѓето, Турција им донесе вода од 30 километра. Значи човеците още пијат песоклива вода што се жадат ден до денска секој на доктор, одат од бубрези, им се напунети песок, мили камена. Значи, јас се ангажирам, околку се збирам, околку влевам у совето, јас ќе се ангажирам за доброто за народот. Така.
Одиме со наредното прашање, од вас започнуваме. Во кои прилики би го поддржале градоначалникот, а во кои не? Сега ќе го одговараме за тоа прашање, само момент. Овака. Значи, моментално, кои се сега кандидиране? Така? Кажуваме за новите. За новите. Ева. И Игор би го прифатил во сите прилики. Ево тоа да го слушат јавноста. Прилика како председател на Советот ништо не направи и ни еднаш не се качи во нашата мала, кој како работи, кој како проблеми има, 99% не е предвал, истото ќе го повторам, 99% луѓе имаме незапослени, гладни луѓе имаме. Да не се овие гроздоберци, ово гроздобер за сезоната гроздобер, или вишни шо берат народот зимото ќе го прекара мизерно и гладно. Значи, моментално ние имаме психички болни веќе во Шаин Маале. Викаме зашто се са по болници, се пијат некои таблети што ги за смирување, секои имат притисак. Тоа е се од незадоволност од живеењето, од проблемите, пребидејќи мизерно живеење, невработеност и незадоволни од претходната власт, пребидејќи лажат. Право ќе ви кажам, ние сме секој пат излажени од нив, така ќе правиме, вака ќе правиме, тоа ќе правиме, ништо тоа ќе правиме, устварно се залудно. Сега моментално на последното да го кажам тоа. Ево, сега во овај власт, ево јавноста, сите него го слушат тоа, не сум против. Некој да ги напагам, ама правилното да го знаат дека јас правилно говорам, да го сватат оти правилно говорам. Значи да ги напагам, не ги напагам, ама да знаат оти е правилно. Значи, вработување. Неколку пати сме тражиле вработување, дали да има некој. Ние у собранието од нашите малцинства, у собранието нееме вработен. У амбулантата нееме вработени. У полицијата нееме работени. Ние на институт нееме, ние ден вработен, имаме само прогрес у комуналија, 5 души вработени, тоа ѓубрари. И сега, неколку пати одаме тражиме работа, никој не ангажира. А нивното вработување што е сега, јавноста не го слуша, фамилијарно вработување имат. Значи, тетка, татко, брат, син, вујко, владика, собранието, моментално сега, општината, нашата собрание, значи, се фамилијарно запослено роднини, социјалното, амбулантата, да не кажам повеќе сите, тоа е многу голема грешка што ги делат народот. Ние не сме за делење на народот. Ние сме малцинства, припаѓаме на во малцинства припаѓаме. На нас мајчин език е турски, а ние сме македонци, државјани на Република Македонија. Превидејќи ние сакаме и нас да не земат обзир, превидејќи срамота е тоа на денешно време. На денешно време веќе ние луѓето на месечината се качуват, ние уште калгазаме, невработеност, мизерно, гладни луѓе имаме, луѓето немат пари за таблети да одат, таблети да си взимат си по една таблетка или да му оддела од кутијата. Значи, верувајте луѓе, јавноста, не сам јас дојдех, дали ќе бидам советник, дали нема да бидам советник. За тие 8 години Шаин Маале живеа многу безкрајно, без граница, мизерно, почнаа луѓето да бегат по странство. Викат зашто бегат? Од глад бегат. Значи, 8 години никој не се качи од таа власт да се качи во Шаин Маале, да рече кој како проблем има. И тоа ќе го кажам па. Значи, пред 8 години, што се правило во Шаин Маале, во општина цела Радовиш, во Јоручките села, асфалтирање маса. Значи, предходниот власт, се што го направи од Социјалдемократскиот сојуз, това остана. И това се растори, па още не е нито правен. Значи, за Јоруците се што направи, кешки овие да направеа и ник ќе ги спомнеме дека се направиле. И ник ќе ги спомнеме. И за тоа, нек се свестат и сега, кој ќе биде градоначалник? Дали од Социјалдемократски сојуз? Дали кој што било ние да видиме, нечи, да се ангажира за народот, да биде добар со народот, да помогне на народот, да помогне. А јас сега, како што знам, сега овај дечко што се кандидира, никој да не се увреде. Да речем, јас го поддржувам вај човек. Не, вај човек од дете политичар. Од дете политичар за Игор Милев. Евак,
Значи, това е дете политичар, знае со народот да контактира, знае со народот како да се однесува, знае како да им помогне. Он веќе беше предлаган, некако тоа како што е, ама дај Господ сега не се знае дали овај ќе добие, дали тоа, ама јас го поддржувам. Господине, се извинувам, истече вашето време. Господине Теохарова, истото прашање и за вас. Во кои прилики би го поддржале, а во кои не градоначалникот на општина Радовиш? Многу е важно да се разбере дека градоначалникот е градоначалник на сите граѓани на општина Радовиш. Значи завршува политичката битка, тој е градоначалник на сите граѓани на општина Радовиш, без разлика на политичката определба. Тоа е столбот кој што треба да се грижи за интересот на граѓаните на општина Радовиш. Значи доколку градоначалникот донесува буџет, предлага буџет како што треба, наменски, домакински, ги реализира сите програми кои што ги тиштат граѓаните, значи го гради Радовиш, без разлика од која политичка опција е, нормално дека ќе го поддржиме. Ние сме овде за граѓаните на општина Радовиш, но и обратно. Ако ние имаме градоначалник од нашите редови, кој не се грижи за законското спроведување на одлуките на Советот на општина Радовиш, не се грижи за наменското трошење на буџетот на општина Радовиш, никогаш не би го поддржале. Во прашање не е политичка идеологија, во прашање се локални избори, во прашање е градот, местото во кое што ние живееме. Значи, градоначалник ќе биде поддржуван ако работи како што треба. За жал, досега не беше така. Голем број од советниците од ДПМН апсолутно не се согласуваа со градоначалникот, ама секогаш дигаа два прста. Јас и после им се смеев. Значи, апсолутно не се согласуваа, знаеа дека некои работи не се така како што треба. И дискутираа, дебатираа, меѓутоа, без разлика, работиш или работиш законски, дигнеш два прста, затоа што си од истата политичка опција. Не може така. Мора градоначалникот да даде отчет, без разлика што е од мојата политичка партија. Мора отчет пред граѓаните на општина Радовиш. Така, тоа беше одговорот. Еве за крај поздравно обраќање кон гледачите на телевизија Кобра, господи Поверите. Почитувани граѓани на општина Радовиш, денешната дебатна емисија само е доказ за тоа дека луѓето од ДПМН се плашат и бегат од одговорности да дебатираме за сите проблеми, за сите работи кои што го тиштат општина Радовиш. Во текот на изминатите 12, а посебно 8 години, Радовиш застана буквално во место. Не е донесена ниту една инвестиција, не е отворено ниту едно работно место. Се сведе на партиски вработувања во јавната и државната администрација. Младите масовно го напуштаат Радовиш. Стручните кадри заминуваат затоа што не можат да обезбедат парче леб за себе и за своето семејство. Децата нема каде да спортуваат, младите нема каде да се дружат. Улиците се потонати во мрак, инфраструктурата е во катастрофална состојба. И сето тоа благодарение на 12 годишното владење на ДПМН. На 24 март вие ќе донесете историска одлука. Дали ќе ја продолжите или прекинете оваа голгота на народот. На 24 март вие треба да донесете историска одлука за вас, за вашите деца, за идните поколенија. На 24 март вие ќе одлучите дали вашите домови повторно ќе останат празни или ќе ги вратиме сите млади назад во своето родно место. Затоа не плашете се. Колку и да ви се закануваат, колку и да ве уценуваат, зад параванот одлуката е ваша. Не плашете се, затоа што нема повеќе што да изгубивме. Веќе го губиме Радовиш. Ве повикувам да излезете масовно на 24 март на гласање, без страф, горди, исправени. Ве повикувам да го заокружите бројот 42 за листата на советници и бројот 42 за кандидатот за градоначалник од Сојузот за иднината. Затоа што со тоа ќе ја заокружите иднината на вашите деца. Ве повикувам да ни ја дадете вашата поддршка, затоа што ние знаеме, ние можеме, ние умееме
и ние сме вистинските луѓе за вистински дела за општина Радовиш. Господи Теохарева, ви благодарам што вечерва... Благодарам и на вас за поканата. Господине Копчалков, поздравно обраќање кон нашите гледачи. Исто, повторувам, поздрав на гледачите на телевизија Кобра. Сега вака, јас без до сега се што говори без увреда, без лудба, значи ние се што го тоа кажаваме, се правилно народот тоа да го знае и да дознае дека ние правдината го тражаме на општина Радовиш. Значи, предлагам самите граѓани да го бират добриот човек во Радовиш, дали за градоначелник, дали за совет. Јас како предлагач на независна листа, значи, уште еднаш ги ќе им благодарам на моите гласачи, исто на селата Јоруканата горе, и кои што ќе ме поддржат, и на нив исто мислам да им се помогне, превидејќи они имат исто проблеми со водата и со патишта. И поздрав на сите гледачи на општина Радовиш и поздрав на вас на телевизија Кобра. Благодарам што не повикавте. Ви благодарам и на вас што учествувавте во вечерашнава наша дебата. Фала. А вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете секако на програмата на телевизија Кобра. А се гледаме утре во 21 часот на дебата со кандидатите за градоначелник. Пријатно!